Почитувани, добар ви ден и добре дојавте во најновото издание на емисијата Класи. Во денешната емисија ќе зборуваме за одгледување на еден вид печурка, станува збор за нејзиното височество буковката. Буковката ја има и во природата, заедно со врганот или сичарката, кај нас добро познати печурки, меѓутоа буковката може да се одгледува и во домашни услови. Први почнале да ја одгледуваат буковката кинезите уште во 5 век и почнале да ги користат нејзините нутритивни лековити вредности, а во Европа буковката почнала да се одгледува дури кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Во последниве 20 на години и кај нас малку поинтензивно се одгледуваше буковката, меѓутоа во последниве 2, 3, 4 години тоа е нешто помалку, но сепак постојат упорни луѓе, како што се денешниве наши домаќини, семејството Хаџикимови од Пинтија, Кате и Панче. Тие одгледуваат буковка повеќе од 10 години. Значи, ве водиме во скопската населба Пинтија. Следете ме. Буковката ја има во природата, може да се одгледува на фарми, каде што има поголеми количини целулозен отпад, и во домашни услови, каде што во одреден простор на буковката ќе се овозможат оптимални услови за нејзина вегетација. Тоа подразбира примена на така наречена М-технологија, што значи во просторот каде што се одгледува буковката, мора да има оптимална температура и висока влажност на воздухот. Таквите простори мора да имаат можност за природно проветрување или со помош на вентилатор и мора да бидат осветлени со потребната количина на светлост. За одгледување на буковката погоден е речиси секој затворен простор во кој може да се обезбеди константна температура на воздухот од 17 до 18 степени Целзиусови, влажност од 85 до 90%, како и достапност на струја и вода. Катерина и Панче подолго време се производители на печурки, а Кате на почеток ни откри која била директната причина за тоа. Значи, јас во еден период од мојот живот ми открија дека имам болест на очите, на која нервот ми се суши и на двете, и на левото и на десното. И пробував да работам секакви работи. Ама нигдека не можев да се снајдам, затоа што гледањето ми е периферно, а централно не. Значи, немам централен вид, ми е уништен скроз, останаа уште некои 16% од периферното гледање, така да сум лице со оштетен вид и не знаев што ќе правам во животот. Така. И при една прилика дојдов во контакт со печурките и решив да почнам да ги одгледувам. Први ми беа шампиньоните, затоа што тие се бели, на црна површина. Можев да ги гледам, можев да ги фатам. Така, појака рефлексија. Да, појака рефлексија, ги гледав и можев да ги работам. Значи, првите 3 години од печуркарството ги посветив на шампиньоните. Но бидејќи работата беше многу тешка, напорна за жена сама, Така. се префрлив на буковката, која денес е полесно ја одгледувам, полесен е начинот на одгледување и полесно се снаоѓам во нејзе. За лице со оштетен вид е проблем да се снајде и во просторот, и во средината, и во тоа што треба да го сработи. Затоа и условите во халата кои се направени се сите електронски, за да не морам јас да ги читам, него да ни известуваат кога имаме проблем со вентилација и услови. И сепак не личен асистент ми е сопругот, ама не дефиниран од државата. Пошто, во принцип, ја имам право на личен асистент.
ама тоа не иде некако лесно во нашите услови. И еве, тераме, работиме, се трудиме колку што може. Добро, кате вака сега. Решивте, нели, да се занимавате со одгледување на печурки. Едукација беше потребна, сигурно? Да, беше потребна. Значи, едукација и крадев информација од сите што може. Добро. Значи, сите печуркари што беа, што ги познававме во тој период. А ги имаше во тој период повеќе? Ги имаше, сега, помалку. Значи, сите ги посетував со тоа што првин сакав да го видам просторот, кај одгледуваат, да видам каква печурка имаат, што сорта на печурка одгледуваат, кој за шампиньоните што користи, зашто во почетокот беа шампиньони. Сегде кај што можев да влезам, сегдека влегов. И затоа секој што сакал да влезе кај мене, јас не сум го вратила. Така. Значи, секое учење, мене многу ми беше тешко јас да отворам книга и да прочитам. Затоа што немаше шанси од читање, ја и денес не читам. И интернет не сте можеле, веројатно. Купив све што требаше, од кога ја отворивме фирмата за производство на печурки, купивме секакви средства за да можам ја да зголемам и да прочитам. Тоа се алатки кои се употребуваат. И така и функциониравме. Значи, ќе зголемам, ќе прочитам и се тоа све замора, ама знаеш нешто кога сакаш човек да успее, апсолутно, да го направи, го прави. Важно е за корист да е. Ете така. А сите информации ми се дадени од луѓе кои се занимаваат со печуркарство. Посебно имаше една жена, јас сакам да ја спомнам, тоа е Цвета, која ме тераше секој кажан збор да го запишам во тетрадка. Затоа што ќе дојде време кога ова нема да може никој да ти го каже. А она учеше од момчило Боно. Така да, тоа Стари така иде. печуркари. Ете така. Кај нив нема многу нешто, битно е да се направи ова што е овде, што го гледате. Така. А што е сега ова конкретно што го Ова е гледаме? букова пилевина со мицелиум. Значи да се произведе мицелиумот и да дојде во комбинација со буковата пилевина е проблем, затоа што не може секој да го направи мицелиум. Мицелиумот обично го купуваат. Што е мицелиумов сега во суштина? Мицелиумот уствари е семе за печурките. И тоа го добиваат обично по лабораториски пат и во многу стерилни услови. Значи све треба да биде како што треба да биде. И тука има наука, значи. Има, како не. Во све има во печурката наука. Апсолутно, се И согласувам. во мицелиум, И ова и не во може секој да го супстрактот. прави, така? Не може. И во супстрактот кој е внатре, за да му дава храна на мицелиумот, тој Апсолутно. треба нешто да се храни. Така е. Значи, останатото што овде во халата се дешава, тоа е светлина, воздух, кислород, се мисли на чист кислород, И проветрување и сигурно. проветрување Така. нема затоа што влегува и Топлина вадење на соодветна. CO2. Соодветна топлина. Колку, например? Па за сите печурки, топлината на која треба да раѓаат е 17 степени. До 18. Така Дали да. она може ќе биде и 12, не Аха. 12 да роди. Така. Ама ако условите на вентилација се поинакви од зимно време. Значи тоа се дешава и во пролет, и во лето, и на 12 да направи родност. Така. Затоа све треба да се внимава и да се пази. Надзор треба постојано. Еве сега овде имаме доста вреќички, овде се засечени, така? Да, Практично од овде сега треба да излезе родот. да. На Значи, колку места овој- ги засекувате? Не ги бројам, јас Аха. веќе не ги бројам, порано ги броев да има 8, 10. Така? Значи во овој процеп овде што е сега направен, влегува кислород. Аха, И кој ќе дојде мицелиумот во допир со кислородот, така. затоа што ова другото е све врекичка. Он формира овде јазли и тука ќе се роди печурче. Така. Они вака се ситни малецки црни, А, после полека си растат. Значи кој ќе се и ја никнат менуваат се и црни. бојата, така? Добро, сега доколку ги имаме сите оптимални услови. Велиме влажност некаде околу 90%, па дури Не, и тоа е повеќе. многу. Многу е? Да. Колку треба да биде отприлика? Па од 80 до 85 максимум, затоа што на 90 веќе таа е многу мокра и нема да може да се развива. А, така. Добро. Топлината рековме 17-18. Значи јас викам 17, тоа Така. и по книга така, Мгм. и сите нека практикуваат 17, а може да биде и 18, може да биде и 12. Значи и внесувањето на кислород е многу битна работа за печуркарството, затоа што ако постојано ги бие едните исти, Мгм. внесот на воздух ги дува, фактички се напромаја и они нема да родат. Така. Секој треба сам да си го распореди тоа. Сега велиме сите оптимални услови им ги даваме на овие вреќички овде Точно. и после колку време ќе Од 7 до 10 има род? дена они треба да имаат род. род за берба или? Не. Добро. Значи он ќе се појави, Така. сега уште му треба 3 до 4 дена, зависи од условите и кој временски период е во годината, за да порасне печурката.
Така. Се можеме да погледнеме оваа вторава фаза, овие Може. вречичките малку понатаму што се. Може. Добро. Ова се вречички сега во поодмината фаза. Да. Еве ги овие млали никнале, ама нема да ги биде. Така. Они се ситни, меки и Да. еве види ги, нема да ги Аха. биде. Ние по тоа си ги познавам. Аха. А добро, кате, Молим. составов во овие вречички, покрај мицелиумов, сега што го кажуваме, што е ова другото? Ви кажав дека е букова пиленива, а останатите состојки Така. се тајна на тој што ги Тајна на куќата. така, што ги Добро. подготвува. Така. Колку килограми се овие тешки? Тоа се по 6 килограми, како они изродуваат, така килажата им се намалува. Се вели Затоа дека што- некаде 20 до 30% од прилика има Да. принос во однос на тежината на Да. вречичката? Значи, ако е 6 кила врекичето, до 2 кила максимум е Печурки, родност. родност. И се колку берби од ова вречичка може да се Три. извадат? 3 берби? Ти ако ја чуваш, може она и после да даде род, повторно, Така. ама тоа е многу малце, тоа се една-две печурки кои ќе се појават на врекичето, ама ако човекот има услови за да го чува, Така. до самото исушување, тоа ќе биде во ред, затоа што постојано ќе бере. Мене ми се дешавало тие што ми се зафрлање да ги изнесам надвор, и они и надвор си раѓаат, Мгм. затоа што уште имаат мицелиум жив унатре, Така. и надвор раѓаат. Е, сега тие јас ќе ги соберам, ама тие се за мене, затоа што се тие многу потемни. Мгм. Луѓето не се научени на таква печурка да ја користат. Кате еве велиме 3 берби може нели од Да. оваа вречичка и после што се случува со вречичкава? Ја вадите надвор? Да, врекичката се суши и во план сме нив да ги користиме за правење на брикети. Пошто- да заокружите процес. Точно. Значи да не оди дека ќе се фрла постојано на дризла. Паметно. Во моментот ние си ја користиме за горење. Мгм. Значи во ќумбе си ја ставаме, нема никакви лепаци или слични состојки унатре Ова за да има светат. енергија. А во енергија има, да. Така. Затоа што мицелиумот изумрува, он се суши и останува само буковата пилевина. Хранливите материи што сме ги ставале ние за да он раѓа, веќе ги нема. Затоа што се исушил мицелиумот, нема од што да се храни и тогаш сваќаш дека уствари тоа не можеш да го употребуваш за родност, го тргаш на страна и што го ставаш на страна, се суши и само за горење. Така. Така да во иднина сме и за производство Паметно. на брикети или пелети, нешто на тој начин. Одлично. Гледам бетон е подлогата. Да. Препорачливо е да биде бетон, така? Па препорачливо е да не биде земја, затоа што постојано треба да има вода. Така. Вода има постојано, се прска ради влажноста. Мгм. Ние имаме и фолгер кој го користиме, сега зимно време не. Обично на пролет, лето, есен го користиме, тоа е овлажнувач во просторот кој прави магла Мгм. и родноста кај печурките тогаш е поголема, ама сега е многу ладно. Во овие временски услови, во овој дел од годината не. Така е, вегетацијата е сега побавна, што е Да. и со другите растенија Со сите. сега се и во хибернација Со сите. некои, апсолутно. Значи и они се, доколку ние не грееме, овде Да. нема да има ништо. Апсолутно. Тоа е тоа. Се појавува проблем некаков со некакви заразни болести, Се појавува. Значи секоја врекичка што ќе дојде во допир со прљави површини. Мгм. Значи може при транспорт да биде. Така. Еве мене ми се деси синојка ми падна едно и се скина. Тоа врекиче веќе не стои овде во хала. Јас го оставив за да го видите само, Аха. ама тоа го тргаме во друга хала го ставаме затоа што може да има некаква инфекција што мене ќе ми ги зарази Апсолутно. и другите. Така. И Ќе се појават јавуваат одредени разни штетни болести. бактерии. Да, се јавуваат. Мушички, пајачиња, има све живо што се. Значи има Овде- инсекти да. разни. Сега овде не се прска многу често инсектицид, затоа Така. што од мирисот смета на таа другата печурка, Аха. што треба да роди. Фактички го успорува процесот на родност. И затоа не се прскаат многу. Овде само се употребува вода. Така да, еве, ги тераме, работиме веќе. толку Одлично, и да е. штом 10 години обстојувате, значи сте супер. Сега можеме да отидеме кај третава фаза. Може да отидеме, тоа е Ајде. последната фаза. Така. Да видиме сега како изгледа родов. Родот ние го набравме, Да, еве го. тоа е тоа. Ова после оди на пакување. Да, Така. А може да го
или ова е се, или Може може слободно нешто да на влезе. вречички да Може види. да, има овде уште печурчиња еве кои ги не се вамо има. порасмати. Така. Еве ова овде што го гледаме. Еве ова. Значи ова вака изгледа, ова сега. Значи овде уште колку време треба да Овде помине уште- отприлика? Сега, пошто сме зимови, ви кажав, ова уште 3 дена, иначе ако е летно време, ова утре ќе биде готово за вере. Значи брзо ќе експлодира во Да. таква ситуација. Кога температурата е повисока, Така. тоа е и нормално. Така. И они ќе си пореснат, ќе си добијат некоја одредена големина како еве овие и ги береме. Баш И одлично тоа е изгледаат. Сега, значи од ова вречиче рекоме отприлика 2 кила може да се очекува. Значи првата берба сигурно нема да биде 2 кг. Да? Тоа се мисли дека од сите 3 берби ќе собереш 2 кг. Така. Така. Од сите. Колку повеќе извадиш ти во првиот бран, Мгм. затоа и условите треба да бидат подобри. Да, оптимални треба да Да. се. Добро. Сега, трите берби, колкав период ќе биде потребен за сите три берби? Значи, првата после 10 дена е, втората после 10 дена е третата. За еден месец оно изродува. Така. Ако имам услови, го чувам. Како тие што се следните таму што ќе ги видиме. Тие стојат затоа што Мгм. има услови, има место во просторот. Така. И тие си раѓаат по некоја печурка, се додека не дојде ред да се фрлат, да се употребуваат. Да си ги користите и за за горе. огрев. Така е. Така е. Добро, вака би те прашал сега од сето ова што се случува во овие 10 години. Добро. Вие обстојувате практично со ова. Ова може би на еден начин ви е и дополнителен приход за семејството, меѓутоа ти си внесена максимално во Да. целиот овој процес. Ова уствари е и мојата работа. Вашата работа, Да. а на останатите членови им е како Они- дополнителна работа. Да, они или доаѓаат само твоја припомош, така? така, моја помош се, Така. затоа што сите си имаат друга дејност со која се занимаваме. Така. Може кате од ова да се живее, например, и со колкава еве количина би можело да се живее и да се свати ова како еден бизнис на еден Може начин. да се живее. Значи со овој простор, со овие врекички што ги гледате овде, Колку може- има овде од прилика вречички, знаеш? овде има 100, 200, 300, 400, 500 врекички во момент. 500. Да. Добро. А собира 800, 900 до 1000 максимум. Ево. Мгм. И сега тоа 1000 врекички не значи дека луѓето треба да ги купат наеднаш. Така. Ќе си купат 100, па ќе си купат 80, па 60. На тој начин да функционира, за да имаат постојано. Така. Така функционирам и ја, за да имам постојано буковка. Значи, еве велиме, ако има 1000 вречички, Да, по 2 килограми, тоа се 2 тона месечно. така, Така, 2000 килограми месечно. така. По колку е сега цената на буковката вие што ја продавате? 250 денари пакована во тација 400 грам. Значи 250 денари килограм, не тација. Килограм. Да, Така. така. Таа е цената. Ми се чини дека кај сите печуркари е истата, Мгм. барем ние некаква соработка можем имаме, ама немаме. Имате, како се помагате, сте Па некако да. здружени или? Во минатото да, сега више малце луѓе останат јас со буковката. Има еден човек од Радовиш, не сум сигурна дали Има уште. и во Кочани, мислам, еден. Да, тој произведува и мицелиум Така. и прави компост Мгм. и еден од чашка. И тоа е долго Значи, време, да. вие на една рака се броите. Така. И сега има, повремено во периодот кога се постите, се појавуваат и други што ставаат по подруми, по визби, по гаражи, по... Има и такви. Не ни сметаат нас тие. Вие Нека си имате, работат. да, Така, купувачи. секој нека си работи. Апсолутно. Пазарот е отворен, Точно. Секој Така е. што може и Господ нека му поможе, ја така. се викам. согласувам кате. И нема тука што. И уште за крај сакам да прашам, има шанси за видот да се подобри нешто? Нема шанси. Мојата ситуација е таква, За значи жал не. видот не. Барем да го задржам на ова ниво на кое сум, Така. да можам да станам и да се разбудам и да видам дека се разделило. Тоа ми е најголема сатисфакција во животот, дека станав и денеска ќе видам што се дешава по дом. Во меѓувреме во објектот влезе Панче, кој што во голема мера и ги олеснува работите на Кате. Панче, Да. Кате те испофали дека си десна рака во бизнисов. Може Да. да го кажеме бизнис? Па, Таа вели за неа е бизнис, а за тебе дополнителна за дејност. мене е дополнително, така е. Како си ти навлезен во печуркарство? Пухрикате? Да? Да.
Кате пошто е лице со оштетен вид, мора да има некој со незе. Така. И јас сум и десна рака за све. Морав да ја поддржам во таа работа. Како и што треба. Така. Како и што треба. И сега занаетов го совлада и ти? Па добар дел. Добар дел? Да. Не све, ама добар дел. Кате е поупатен. Според тебе е вака, бидејќи да се разбереме, пред 20 на години јас познавав многумина што се занимаваа со дојдување на печурки, и буковка и шампињони, дури имаше и доста со шампињони што се занимаваа. Така. Кате дури ми спомна дека и вие И ние почнеме со шампињони, Да. па после сте се префрлиле на буковка. Според тебе, што сметаш дека е клучен проблем на печуркарство да се развива така поинтензивно кај? Клучен проблем. Па прво, многу малце се обрнува внимание на печуркарството во Македонија. Од страна на институции. Така? Ја не сум слушнал дека може да се добијат некакви ступенции, некаква помош или било што. Не сум слушнал, може би има, не сакам да Добро. шпекулирам, меѓутоа не сум слушнал. И До јас нас не не сум дошло. До нас не дошло. Сега во моментов Србија ни конкурира со понизок производ. Пониска цена на производ. Пониска цена на производот, со тоа што имам слушнато дека они се субвенционирани Во Србија. во Србија. Така? Во Србија. И нивниот производ за нашиот доаѓа поевтин. Тоа треба да се провери, не сум сигурен 100%, тоа се само гласини кои дошле до мене. Така. Немаме субвенции на струја, немаме субвенции на ништо, на гориво, на ништо немаме субвенции. Барем не дошло до нас. Ако дошло до нас, ќе сме конкурирале сигурно, не мога да оставиме така. И од таа причина не можеме да планираме големо ширење на производството. А иначе би го направиле тоа? Би го направиле, зашто да не? Зашто да не? Али печурката е специфична, она кога ќе роди од еднаш, треба да се продаде од еднаш. Така е. А голема количина да немаш да ја правиш. А не Тоа можете е да ја чувате. Не може да се чува, може 5 до 10 дена да Така се е. Така е. Мора да се најде брзо да се план. најде брзо решение. Така. Може да се направат објекти, може да се преработи, обработи, ама се до тоа кошта многу пари. Ние немаме таква сила. Така. Кате, значи, ова се сега печурките што се наврани пред малку. Сега гледам тука ќе си одат во соодветно пакување за продажба. Така. Меѓутоа ме интересира каков е начинот на подготовка конкретно за продажба. Значи се бере печурката, се сечат рачките Добро. или коренчињата, тоа е овој дел на печурката, каде што има уште букова пилевина. Така. Ѓубренце се проверува, може да се јави да не се најде во тацната во која е за продажба. Така. Се редат печурките на тој начин што се свртени со лицето нагоре. Значи капите да се гледаат. Добро. И се мери негде дека да биде 400 грама. Ова е 440 Па добро, ќе ги почестите 40 грама. и таа иде на пакување. Следниот начин е мотање во фолија. Аха. Значи ќе мораме понатака да се Добро. поместиме. Ајде да појдеме да видиме како оди ова со фолијата. Јас пак ги прередувам за да бидат рамномерно наредени. Така. Си ги ставам на позиција пред фолијата. Ја повлекуваме. Ги притискаме за да немаат многу воздух внатре. Го вадиме воздухот. Така. Во ваква форма е спремна за во продавница со декларација. Одлично. Сега, по предпоставка, Добро. дека тој што ќе го купи ова пакување, Добро? не го искористи веднаш. Например, искористи половината од печурките. Каков е начинот на чување на останатите 200 грама, да Значи, речеме? многу е лесно да се отпакува. Видовте и самите начини. тоа е во ред. Се отвора, Да. си вадиш дел од печурката што ти треба, Така. останатото го истиснуваш повторно воздухот Добро. и го затвараш. А каде треба да се Секоја. чува?
во фрижидер на 4 степени. Ете, тоа е значи многу битен. Многу битен момент е И колку време, например, после тоа точно. може? Значи од денешниот датум на берба, Добро. декларациите се лепат веднаш. Таа трае 10 до 15 дена, во зависност од на која температура се чува. Јас не можам да гарантирам дека сите ја чуваат на 4, Аха, ама препорачливо е сите да ја чуваат на 4. така. Ако сакаат да користат подолго време, ако не, таа ќе почне да се дигави, да се лепи и тогаш веќе не е за употреба. Значи тоа е моментот кога веќе не е Кога за се употреба. откажуваме од употреба. Така. Добро сега, кога е за употреба? Добро? Ти подготуваш некакви специјалитети со печурки? Да, бе, па нормално. Да? Значи, Например? Например, правиме чипс од буковка, што е најдобро мезе за пиво, Оф. пошто ја имам машки деца дома, и буковката ни е главно мезе. Буковката Така. само се цепка, се става во врел зејтин, се вади, се цеди и од која ќе се извади, се посолува и се посипува со лукче Така. во прав. Тоа е една од рецептите. Друго нешто? Има похована буковка, сите знаат како се поховаат стварите, значи тоа е прекрасно. Се прави чорба од буковката, многу вкусна. Не од онаа што се купува во продавница во прашакче, Така. него со свежата буковка. Прилук е многу добар за скара, за месо. Се прават разни сосеви, други останати. Така. Значи- Богата е со протеини. Протеини има во изобилие и е многу поздрава од било кои други шампиньони кои се произведуваат на овој начин. Аха. И шампиньони и буковки кои се, можам да кажам, и сретнати во природата, имаат поголеми протеини, оваа што се произведува на овој начин. Така. Добро, освен термичка обработка, Добра? има можност, например, како свежа со салати нешто да се користи? Има можност. Кој Да? може да ја јаде, да. Да? Затоа што е она малце пожилава, не е како шампиньонот да е неутрална. Ама велат не се сече, туку се на тенки да, парчиња. се кисне. А, Она си се кине, си се цепка на тенки Така. парчиња, значи ја никогаш не ја сечам дома. така. Стално ја цепкам. Мгм. Она си има, еве, ќе видите на ова Така. овде, дека си има своји ресички. Да, ова од долнава Ете страна. тоа. И само што ќе ја фатиш, она толку лесно се цепка, повели Аха. подржи. Така. Значи, не е проблемот. Си се цепка на самата ресичка. На такви парченци. И на волкави треба, не треба Да. ништо повеќе од ова. И она е спремна за употреба и за салата. И за салат. Значи, со зеле. маслиново масло, Одлично. со балсамиково оцет, Оф. макдонос и лук. Тоа е нешто што постојано може да се користи. И некој што си е мераклија така со ракиичка, ќе На здравје нека му е. Нека му е на здравје. Тоа е. Така си е. Хаджикимови, ми беше задоволство прво што ве запознав и понатаму ви посакувам добро здравје пред се и успешно да си продолжите да си ја вршите работата со печурките. Останете ми со здравје и да се видиме во друга прилика за убаво. Се најубаво. И ете ги оставаме хаджикимови во Пинтија да си ја вршат својата работа, а оваа нивна приказна може би некој од вас ќе мотивира да се занимава исто така со одгледување на печурки, а многу е важно да ви препорачаме, како што и Кате ви препорача, да ги конзумирате печурките бидејќи се здрава храна. А доколку здраво се храниме, ќе бидеме и поздрави, а доколку ја чуваме пак здрава животната средина, ќе произведуваме здрава храна, а со тоа ќе си го подобриме собственото здравје, ќе имаме здрава нација и здрави поколенија. Ете тоа беше се за денешната емисија. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!